согласно законските овластувања и надлежности во својство на предлагач на буџетот на општина Прилеп за 2020 година, за натамошно ваше разгледување и усвојување, се базиравме врз правната рамка за донесување на овој буџет за 2020 година. И тоа Законот за буџетирање и вториот е Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Приходната и расходната страна на овој буџет ја направивме врз основа на анализите направени за буџетите во 2016 година, 2017 и 2018 година и јануари-ноември 2019 година. Понатаму фискалното прилагодување на овој буџет, проектирање и остварување на оптимално ниво на приходите што ги имаме и проектирање на расходите кои ќе обезбедат рационално и наменско користење на средствата за натамошно зајакнување на контролата на потрошувачката на буџетските средства. Така, врз основа на овие принципи и овие анализи се конструираше буџетот за наредната година 2020 година, така да проектираниот буџет е 1 милиарда 538 милиони и 35 илјади денари и се планира да се остварат следните категории на приходи. Најголемо е учеството на приходите од дотациите со планирани износ од 745,6 милиони денари, даночни приходи со висина од 237,2 милиони денари, капитални приходи 156,8 милиони денари, неданочни приходи 83,3 милиони денари, трансфери со висина од 140,8 милиони денари, приходи од дотации со учество од 29,5 милиони денари и пренесени вишоци со висина од 144,7 милиони денари. Приходите беа овие на целокупниот буџет, а приходите на основниот буџет за 2020 година изнесуваат 684,4 милиони денари и тоа представува за 21,2% повисок од минатогодишниот буџет, кој што заедно со ребалансот изнесуваше 565,4 милиони денари. Планирањето на овој буџет се базираше врз основа на следните: донации од персонален данок во висина од 14 милиони денари, донации од данок на имот базирана врз данок на промет на недвижности и данок на имот на правни и физички лица во висина од 74,4 милиони денари. Даноци со специфични услуги, тоа е надоместокот за уредување на градежно земјиште, надоместокот за комунална такса за одржување на јавно осветлување во градот, комунална такса за фирмарина, комунална такса за користење на простор пред деловни простори. Понатаму, такси за користење на дозволи за вршење на дејност 12,4 милиони денари. Неоданочени приходи се базираме врз административните такси во општината. Капиталните приходи во износ од 156,8 милиони денари се базираат врз приходите од продажба на градежно неизградено земјиште, второ приходи од продажба на имот, трето приходи од концесиски надоместоци, четврто надоместок на уредување на правен статус на бесправно изградени објекти и петти приход од закупнина на земјоделско земјиште. Но со ова се капиталните приходи за остварување на овој буџет кој изнесува 156,8 милиони денари. Трансферите во висина од 140 милиони денари, тоа се дотации од данокот на додадена вредност, од дотации на јавното предпријатие за државни патишта и дотации од Агенцијата за финансирање на поддршка на земјоделството и руралниот развој. И преостанати вишоци од 140 милиони денари.
фактот што ова и на овој начин зголемените приходи не представуваат дополнително даночно задолжување на даночните обврзници. Но без покачување на даноци имаме можност и го направивме да овие приходи од основниот буџет за 2020 година што ги ставаме сега да биде реален и остварлив овој буџет. Вкупните расходи на предлог буџетот е исто 1 милиарда 538 милиони 35 илјади денари и, како што кажав, е зголемување за 11% од минатата година. Вака предложениот и проектиран буџет за финансирање на надлежностите во локално ниво се планирани за следните расходи. Прво, за финансирање основно и средно образование се планираат расходи во износ од 674 милиони денари. Второ, за финансирање на социјална заштита на деца и стари лица се планирани расходи од вкупен износ од 146 милиони денари. За финансирање на градската библиотека се планирани расходи од 10,9 милиони денари и за финансирање на противпожарната заштита се планирани расходи од износ од 25,6 милиони денари. Билансот на расходи на основниот буџет за 2020 година изнесува и е проектиран, како што кажав, на 684,4 милиони денари, а од нив во капитални расходи се максимални 383,8 милиони денари. И тоа представува 56% од вкупниот буџет на општина Прилеп и затоа зборуваме и кажувам дека овој буџет е развоен. Значи, кога од основниот буџет 56% се даваат за капитални инвестиции, за капитални расходи, тоа самото по себе говори дека станува збор за развоен буџет што е планиран за идната година. Капиталните проекти и програми за кои буџетот од 2020 година даваме приоритет се следните. 137,5 милиони денари се наменети за изградба и реконструкција на улици, локални патишта на територијата на општина Прилеп, реконструкција и доградба на мостот на улица Трајко Николовски, реконструкција на локалниот пат Волково-Прилепец и Прилепец-Манастир, Свети Никола, изградба и реконструкција на тротоари и пешачки патеки, зимско одржување и заштита, одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација во општина Прилеп. Понатаму, оваа година, како што каже и председателот на Комисијата за финансирање и буџет, во двегодишната програма за изградба на затворениот базен во населба Точила, оваа година се издвојуваат 50 милиони денари од буџетот. Исто така 45 милиони денари се одделуваат за детската градинка, што исто така двегодишна програма, оваа година 45 и наредната година 65 милиони денари. Понатаму 36,6 милиони денари се издвојуваат за реконструкција на булеварот Гоце Делчев и улица Прилепски бранители како втора фаза од двогодишната развојна програма. 30 милиони денари се одделуваат за реконструкција на старата чаршија, 37,6 милиони денари за изградба и одржување на паркови и зеленило и одржување на јавната чистота во градот. 31,5 милиони денари наменети се за изградба и реконструкција и одржување на јавно осветлување и трошоци за потрошена електрична енергија. 27 милиони денари се издвојуваат за урбанистичко планирање во општина Прилеп. 15 милиони денари за набавка на автобуси од градскиот превоз, тоа е на второгодишна рата што треба да ја уплати јавното комунално претпријатие за просторно урбано планирање. 13,5 милиони денари за изградба на фекална и атмосферска канализација. 11 милиони денари за изградба на проектна документација за ниско градба и висока градба за потребите на општина Прилеп. И 6 милиони денари за набавка на урбана опрема. Исто така оваа година, во буџетот за 2020 година,
против загадувањето на животна средина и амбиенталниот воздух се издвојуваат 6 милиони денари, од кои 4 милиони денари за инвертори, каде што ќе се згрижат голем број на домаќинства, и 2 милиони денари за велосипеди, каде што ќе се партиципира со нашето субвенционирање во целокупната сума на трошоци што ќе имаат граѓаните. За поддршка на културните манифестации за 2020 година се планирани 9,5 милиони денари. За поддршка на спортот и физичката култура се планирани 6 милиони денари. Буџетската поддршка за финансиската стабилност и ликвидност на јавните комунални предпријатија е во вкупен износ од 50 милиони денари. Сега два помалку, пошто со амандманот се пренаменија 2 милиони денари од јавното предпријатие за просторно урбано планирање за покривот на зградите во Точила. Се намери на 48 милиони денари. За субвенционирање на годишни оперативни планови на јавното предпријатие Комунарец и јавното комунално предпријатие Пазари издвоени се 26 милиони денари. За поддршка на годишните инвестициони програми на јавното комунално предпријатие Комунарец и јавното комунално предпријатие за просторно урбано планирање предложени се 21,9 милиони денари. Со реализирањето на капиталните расходи од буџетот за 2020 година, исто така ќе се решат сите заостанати работи во бизнис секторот, каде што имаме 6,6 милиони евра, што според нас ќе даде дополнителен импулс за заживување на локалната економија. Со сите овие зафати, комуналната инфраструктура, што мислим да ја подобриме во текот на наредната година, мислам дека тоа ќе биде во интерес на сите нас, во интерес на граѓаните на општина Прилеп.